ми представува задоволство што денеска сме заедно со моите соработници, а за многу краток период повторно овде во општина Кавадарци за уште еден убав повод. Согласно планот за реализација и за реконструкција на објектите и подобрување на условите за работа за вработените во Министерството за внатрешни работи, завршена е една целосна темелна реконструкција на објектот на Оделението за внатрешни работи Кавадарци. Посебно ми е драго што колегите од оваа наша организациона единица од денеска и официјално добиваат еден квалитетен, реконструиран, саниран работен простор и амбиент кој што во многу ќе допринесе за подобрување на квалитетот и стандардот на работењето и услугите што полицијата ги има кон граѓаните како сервис на граѓаните. Дел од објектот на Оделението за внатрешни работи Кавадарци беше во многу амортизирана, оштетена состојба, што објективно представуваше потешкотија во извршувањето на работните задачи и активности на вработените секојдневно, меѓутоа и во остварувањето на правата на граѓаните на општина Кавадарци. Покрај објективните пречки, пред се заради актуелната пандемија од COVID-19, горд сум што успеавме во предвидениот рок да ги завршиме градежните активности кои што започнаа некаде кон средината на октомври 2020 година и за многу краток временски период извршивме реконструкција на 4 објекти во Република Северна Македонија, што представува исклучителен резултат. Посебно сакам да истакнам дека за овој објект на Оделението за внатрешни работи во Кавадарци од средства на Министерството за внатрешни работи од буџетот одвоивме 8.712.000 денари. И се разбира дека ние нема да застанеме тука и во 2021 година продолжуваме со несмален интензитет и тоа да ги остваруваме овие наши активности пред се за подобрувањето на условите за работа. Заради тоа што ако сакаме да имаме ефикасност во работењето, ако сакаме да имаме зголемена безбедност на граѓаните, ние мораме да имаме и мотивирани полициски службеници. За да имаме мотивирани полициски службеници, првиот предуслов е да направиме навистина добри услови за работење, на тој начин да тие бидат мотивирани, добро да бидат опремени и секако да имаат добри месечни примања, се со цел да бидат и економски сигурни и стабилни во работењето и остварувањето на екзистенцијата за себе и за семејството. Сега во моментот работиме на реконструкција на 3 објекти, целосна и темелна реконструкција на секторот за внатрешни работи во Кавадарци, исто така реконструкција на објектот на Оделението за внатрешни работи во Ресен и реконструкција на полициското оделение во Маврово Ростуш. Тоа се 3 објекти во кои што е во тек реализацијата. Секако дека според нашите планови и проценки кои што ги имаме за следните активности во смисла на амортизираноста на објектите и потреба од реконструкција, продолжуваме со следниви објекти. Тоа е Оделението за внатрешни работи во Прилеп, целосна и темелна реконструкција, полициската станица во Крушево и полициските оделенија во Чашка и во Дојран, зашто веќе обезбедивме финански средства од буџетот на Министерството. За нас и натаму ќе останува императивно прашањето за квалитативно и квантитативно подобрување на материјално-техничките услови на сите наши вработени. Затоа оваа активност ќе оди во континуитет. Секако дека за 2021 година планираме и градба на 2 нови згради кои што се составен дел на секторот за внатрешни работи во Скопје. Една полициска станица во Аеродром и за полициската станица во Бутел. Меѓутоа тоа се активности кои што дополнително ќе ги најавиме во моментите кои ќе бидеме подготвени за реализација. Прво да го поздравам министрот и неговиот кабинет. За непол месец по втор пат ни е присутен министрот на територија на општина Кавадарци. Првиот момент кој што го направивме после 40 години се Министерството за внатрешни работи заедно со управните служби комплетно ги премести нивните потреби за граѓаните на општина Кавадарци, каде што сега имаат многу
соодветни услови за вадење на нивната лична документација, лични возачки пасоши, така да мислам дека тој дел е од благодет на граѓаните на општина Кавадарци. Меѓутоа, еве и денеска го разгледавме објектот на полициска станица на ОВР Кавадарци, каде што е темелно реконструиран. Сите знаеме некако граѓани дека ова полициска станица постои повеќе од 40 години и ова е прво неизино реновирање после 40 години. Морам да кажам дека е темелно реновирање и дека условите кои што ги има внатре се од модерен карактер и карактер кој што заслужува да ги имат и полициските службеници, меѓутоа и граѓаните кои што имаат потреба од самата станица. Јас морам да ја поздравам и неуморноста и несебичноста на министрот за внатрешни работи, поготово во делот на општина Кавадарци, за тоа што во овие 3 години во општина Кавадарци сменија доста работи во делот на безбедноста на сообраќајот, безбедноста на граѓаните и мотото кое што го има министерството, граѓаните со полицијата, односно полицијата со граѓаните. Мислам дека е правиот пат кој што треба да го постигнеме. Полицијата не е само од оној дел што треба да ја гледаме плавата униформа и да гледаме дека само треба да се скриеме, да не казат, понаше кажано, него треба да имаме одлична сработка и за нашите деца, внуци и за нашата иднина. Ја очекувам за со ваква тенденција и движење за наредните 5-10 години да добиеме европски град, европска полиција и европски народ кој ќе биде соединен заедно.